Со новите амбулантни возила кои ќе ги набави владата, ќе се подобри работата на брзата помош, транспортот на пациентите до болница ќе биде побрз, а подобра ќе биде и покриеноста во урбаните и руралните средини. Како што вели раководителката од брзата помош, возилата се основниот алат за брза интервенција, а со зголемувањето на капацитетите ќе се зголеми и сигурноста на пациентите и на персоналот. Составен дел, како што кажав, се и санитетските возила, кои што и текако ни се потребни. Па во тој поглед, навистина ја поздравувам одлуката на владата за набавка на 100 нови санитетски возила на ниво на државата. Се надевам дека добар дел од тие санитетски возила ќе припадне на нашата служба како најголема во Република Македонија. Така да мислам дека ќе се подобри возниот парк, дека ќе имаме многу полеснително движење низ улиците без можен ризик за некакви несакани последици. Моментално главната служба за итна помош во Скопје располага со 10 исправни возила што секојдневно функционираат. Според раководството, оваа бројка е многу мала за остварување на сите услуги во главниот град, но сепак велат дека со зголемување на бројот на возила мора да се зголеми и бројот на вработени медицински лица во брзата помош. Возилата во итна медицинска помош треба постојано да се обновуваат, бидејќи брзо се амортизираат, затоа што се постојано на улиците и во движење. Според нас, како што кажав, само 10 се малку. И мислам дека барем 20 од тие 100 возила би било добро да ги имаме, да припаднат на нашата, на скопската итна помош, за да може да ги покриеме потребите. Меѓутоа, како што кажав, тоа иде поврзано со вработување и на нов персонал. За проблемот со недостатокот на амбулантни возила докторите алармираат веќе неколку години. Владата вчера најави набавка на 100 нови, но и модернизација и зголемување на капацитетите за паркирање со комплетен мониторинг, информативни табли како и дигитален водич што ќе ги насочува граѓаните. Од Министерството за здравство вела дека целта е пациентите и персоналот да имаат функционален и безбеден пристап до комплексот клиники.